Добар ден, почитувани. Ова е најновата Телма амбуланта. Многу прашања, дилеми и грижи се јавуваат кога на пациентите ќе им се предложи операција на срце. Колку често тие сакаат да се уверат дека кардиохируршкиот зафат е навистина неопходен без можност за одложување или откажување. Луѓето се непотполно информирани што е и како изгледа операцијата на срце. Дали кардиохирургијата е последната можност во лекувањето на срцето откако ќе се исцрпат сите можности? Какви видови операции се изведуваат? Кои се новините во оваа област? За да се избегнат замките на предпоставките, кои обично го зголемуваат стресот и анксиозноста кај пациентите, на оваа тема денеска разговараме со професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург. Разговорот ќе го проследите по рекламите, се гледаме набрзо во студиото со гостинот. За операциите на срце во денешната Телма амбуланта разговараме со професор доктор Сашко Јовев, кардиохирург од Универзитетската клиника за кардиохирургија. Професоре, добар ден. Добар ден. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов. Во денешната емисија ни издвоивме листа со митови, најчести митови за операцијата на срце, кои што треба да се разобличат, бидејќи често создаваат конфузија кај пациентите кога ќе се соочат со еден ваков животен предизвик. Значи преку митовите ќе дојдеме до фактите, професоре. И веднаш ќе започнеме со првиот мит во денешната Телма амбуланта, кој што гласи: кардиохирургијата се смета за последна опција во лекувањето на кардиоваскуларните болести, откако ќе се исцрпат сите други можности, значи можеме да го видиме тој телоп, па дали кардиохирургијата, професоре, понекогаш сепак може да биде прв чекор во лекувањето? Да, секако. Кардиохирургијата многу често е и првиот чекор во лекувањето. Точно е тоа дека многу често и меѓу последните модалитети на лекување, откако ќе се исцрпат сите останати терапевски модалитети, меѓутоа во суштина, нели, има болести кои што директно треба да се третираат хируршки и кои што не може да се третираат на друг начин, едноставно само со хирургија. Кога пациентите ќе разберат дека треба да се изврши операција на срце, имаат бројни прашања, дилеми, грижи, колку често сакаат да се уверат дека кардиохирургијата на вистина е неопходна и дека не постои можност за одложување или пак откажување на тој зафат? Да, често имаат многу прашања, често имаат многу дилеми, нели, пациентите, меѓутоа стравови. И стравови, основни се стравовите, некои од нив доста знаат да читаат, да прочитаат и така натаму. Треба да му се пристапи на пациентот со една сигурност, со еден сигурен став во тоа што ќе се прави, во тоа дека мора истото да се направи и кои се ризиците доколку тоа се прави и доколку не се прави. Затоа што ако некој пациент дојде до кардиохируршка интервенција која што е неопходна, тогаш ако истата не се направи, секако дека имаме проблем и ќе имаме проблем и брзо ќе го имаме проблем. Доколку истата се направи, секако дека постои ризик. Меѓутоа постои ризик во секоја операција, и помала и поголема, особено во поголемите операции, какви што се кардиохируршките операции. Токму затоа и модерната медицина воопшто и модерната кардиохирургија се базира на дефинирање на одредени скорови на ризик, нели? И сега ние имаме скорови на ризик кои што ги употребуваме, нели? Скорови на ризик каде што ќе ги вметнеме сите детали во врска со заболувањето, во врска со коморбидитетите, возраста, претходните операции и така натаму, и на крајот компјутерски ќе излезе една бројка која што ќе каже да, ризикот е толку и толку посто. Се разбира дека не е тоа така стриктно, нели? Меѓутоа многу добро не ориентира и нас и пациентот. И сума сумарум се работи за една мощна, сигурна хирургија. Значи, никако не потребно да се одложува хируршкото лекување по поставувањето на дијагнозата. Никако не потребно да се одложува хируршкото лекување по поставувањето, да индикација за операција на причина за тоа дека мора да се оперира и дека не постои друг модалитет во моментот терапевски. Иако има многу модалитети терапевски, иако се надоврзуваат едни на други, иако постои конзервативно лекување, тоа е лекување со лекови, постојат кардиолошки интервентни процедури и модалитети и на крајот постои хирургија, нели? А помеѓу сето тоа постои симбиоза, постојат и процедури кои што ги спојуваат сите тие заедно. Значи, тука практично постои една комплексност и затоа тие заболувања, особено кардиоваскуларните и останатите, треба да ги
разгледуваме во сликата на таа комплексност и да се лечат мултидисциплинарно во суштина, нели? Ке преминеме на следната дилема, вели, при операцијата срцето се вади од градниот кош, по интервенцијата се враќа. Ова е често убедување кај луѓето дека при операцијата на срце тоа треба да се извади надвор од телото. Како изгледа операцијата? Тоа е мит во суштина, не, тоа не. Тоа се прави само кога се трансплантира срцето, нели? Во некои случаи веќе е надминато за некои дефекти кои што не би можеле поинаку да се поправат во минатото, се експлантираше, се поправаше дефектот и се враќаше извонредно ретко. Значи, во суштина, срцето се вади само ако се трансплантира. Во сите останати случаи стои внатре, ин ситу, што се вели, во градниот кош, но поентата е дека истото може и не мора, а најчесто не работи за време на самата интервенција. Поминавте не работи. Што значи ја запирате работата на срцето за време на интервенцијата? Токму така, се запира работата на срцето за време на интервенцијата, нели? И се исклучуваат белите дробови од машината за дишење, од респираторот. Но затоа организмот се приклучува на апарат. Тој апарат се вика апарат за екстракорпорална циркулација или вонтелесен крвоток, кој што дава и вонтелесен крвоток и представува вештачки бели дробови со еден оксигенатор, каде што се оксигенира крвта која што од телото оди во тој апарат, се оксигенира и се администрира кислород и се isfrла непотребниот јаглерод, диоксид и така натаму и повторно се враќа во организмот. Со други зборови, тоа е една машина која што практично представува вештачки срца и бели дробови за времето додека се интервенира на самото срце кое што стои. Професоре, исто така треба телото да се лади. Добро, тука добро кажавте. Телото во принцип, нели? Сега ќе ви кажам, во принцип орган тело се лади за да помалку троши во тој период, за да се намали метаболизмот во тој период. Ако е намален метаболизмот и помалку троши, значи помалку може да се оштетува. Но ние во скоро сите операции на срце, значи оставаме организмот да се лади сам со отворениот граден кош или го ладиме до 33 степени заради некоја одредена сигурност, а самото срце се лади. Како? Да самото срце, откако ќе се сопре неговата работа, нели, а се сопира со тоа што се става една клема на таа аорта, на излезниот крвен сад, нели, се става една клема и веќе тоа не може да се само исхранува, нема од каде, ние му администрираме течност. Таа течност е ладна. Таа течност прво го лади, дури до 4 степени Целзиусови, значи го на некој начин хибернира од една страна. Од друга страна му администрира се што е потребно во тој период да тоа остане живо. И сега тука се детали на, нели, одредени субституенти или формули за одредени субституенти, нели, во таа солуција која што му се администрира на срцето, за да тоа се сочува, нели, за да може повторно да проработи, и таа солуција која е ладна, како што рековте, се нарекува кардиоплегија. Солуција што треба да го плегира, сопре срцето, меѓутоа во меѓувреме и да го исхрани. А како потоа го активирате срцето по завршениот зафат? Потоа срцето се активира со самото пуштање на таа клема, тоа спонтано почнува да работи. Ако спонтано не работи, се вклучува на одреден пейсмекер и почнува да работи. Како почнува да работи истото со поправена мана? Тоа се само исхранува. Прво се исхранува се уште од машината, а потоа само. Како? Ни своите коронарни крвни садови кои што излекуваат од токму тој голем крвен сад, што се нарекува аорта, кој што бил клемиран или затворен. Сега ќе се отвори и сега таа крв оди секаде. Оди и во крвните садови на самото срце, веќе доаѓа нормална, друга, оксигенирана крв, веќе се затоплува полека и почнува самостојно да работи, затоа што ние имаме еден центар на живот, нели, внатре, оно е тој тригер кој што дава, нели, информација, електростимулација, за да истото, почне да работи. Ке разрешиме уште една дилема во денешната Телма амбуланта, а таа вели, вградувањето стент е побезбедно од бајпас операцијата, кардиохирургијата е ризична. Сега знаеме дека за се вгради стент, тој се внесува преку крвен сад, значи нема отворена операција на срце, а бајпас е всушност премостување на крвниот сад. Сега, дали на вистина
Помалку инвазивните методи се побезбедни, помалку ризични од операцијата на срце. Дека се помалку ризични, да, но се работи за две различни работи, кои што во даден момент се и симбиотични. Како? Значи има што може да се третира со имплантација на стент, има што не може да се имплантира, да се третира со имплантација на стент и треба да се направи чекор подалеку, тоест да се направи кардиохирургија, кардиохируршка интервенција, а има и ситуации каде што може да се имплантира на стент, да се продолжи животот на пациентот, но ќе дојде момент кога тој ќе треба кардиохируршки да се реваскуларизира. Значи, тие во суштина се комплементарни, тие не се одвојуваат една од друга, некаде одиме директно на хирургија. И тоа каде? Каде што се мора. Кога? Кога има повеќе садовна срцева болест, велиме три весел дизиз, повеќе садовна срцева болест, кога имаме диабетичари со комплексна патологија коронарна, кога имаме веќе ослабено срце. Ако овие три работи ги имаме и четвртата, кога имаме болест на главниот крвен сад што го исхранува срцето, тоа е левата коронарка на самиот почеток или така наречена left main болест, нели? Имаме 4 ситуации каде што мораме да одиме на хирургија. Сето останато може најпрвин да се третира со стент, добро, да се реваскуларизира, да се продолжи животот, да не дојде до одреден степен ако имаме добар хигиено-диететски живот или добра терапија или нели добра генетика, нели колку толку да не дојде до хирургија, а може и да дојде до хирургија. Значи, треба да ги разгледуваме од различен аспект, од заеднички аспект, нели? Заедничкиот аспект е што некогаш ќе дојде до хирургија и таму каде што сме го продолжили животот со стентирање, некогаш ќе останеме на тоа и ќе биде добро, некогаш мора да се оди директно на хирургија или хирургијата да се изврши после извесен период од како некој стент ќе се запуши и така натаму. Сега, не знам кој ви е следното прашање, меѓутоа ова е толку една широка тема. Ќе се задржиме на најчестите, накратко професоре, најчестите операции. Би ве прашал уште за бајпасот, колку крвни садови истовремено може да се премостат? Може да се премостат повеќе крвни садови истовремено. Најчесто се прават 3 премостувања аортокоронарни, некогаш 4, некогаш 2, некогаш дури кога треба само едно, а не можело да се реши со стент, нели се прави на работечко срце, каде што се транспонира еден крвен сад, па се прави бајпас на таа главната артерија. Значи можат од 1 до 4 и повеќе по потреба, најчесто 3 заради самата анатомија, нели? Затоа што главниот крвен сад, тој кој што излегува левата коронарка, го храни предниот и преднолатералниот зид, нели, на срцето, а потоа се дели на нели неколку своји странични гранки, а од тоа стебло излегува и една према позади гранка. Од другата страна имаме уште еден крвен сад кој што е десна коронарка, го храни во наводници десното срце, десната комора, базата на овој, како се вели, на самото срце. Тие 3 момента да се реваскуларизираат најчесто е сосем доволно. Понекогаш треба повеќе, понекогаш помалку. Индивидуално, значи зависи кај секој пациент што може да се... Најчесто 3, затоа што до хирургија најчесто доаѓаат пациенти со повеќе садовна коронарна болест. Оние со едно или двосадовна се решиле со интервентна процедура или стентирање. До кардиохирургија доаѓаат и оние кои што имаат проблеми со залистоците, односно со валвулите. Да. Знаеме дека крвта циркулира во една насока постојано од срцето, така, ја испумпува во една насока и сега доколку се јави проблем со залистокот, сигурно комплексен е. Комплексно нарушувањето. Така, има 4 залистока, 2 најчисто заболуваат и тоа они од левото во наводници срце, од левата комора. Тоа се аортниот залисток и митралниот. Аортниот залисток е оној вентил кој што кога срцето ќе испумпа крв низ аортата, таа не треба да се врати назад, таа е помеѓу срцето, таа крв, нели, и помеѓу аортата. Митралниот залисток е тој кој што се наоѓа помеѓу левата предкомора и комора и тие најчесто заболуваат најпрвин аортниот, потоа митралниот, нели. И тоа е патологија мощна честа, кај аортниот е најчесто порано беше попуштање, сега е стеноза или стеснување негово, а кај митралниот пак обратно, сега е порано беше стеноза заради ревматичните заболувања, сега во последно време се или исхемични заради коронарна болест или дегенеративни без посебна причина, возрастна патологија и така натаму, каде што имаме попуштање на тој залисток, нели? И тие можат и да се сменат и да се реконструираат. Комплексен е тој зафат?
Зафатот е комплексен, меѓутоа, како да ви кажам, хирургијата во денешно време на вистина стана рутина, нели? Така да сега, да кажам, лесенето е зафат, не е тежок воопшто зафатот, меѓутоа сега вие на пациент да му кажете, овој лесен е, овој зафат е на вистина лесен, а вие му отварате срце, менувате и може до седа дојде, иако процентот на компликации извонредно мал, нели, е неблагодарно, нели? Така што не е ништо несовладливо, се е веќе рутина. Аритмиите се тука исто како многу чест проблем со срцето. Е, добро што ги споменавте аритмиите. Аритмиите Кардиохирургијата може да помогне? може многу да помогне кардиохирургијата во одреден момент. Што тоа значи? Од аритмиите најчести се предкоморните треперења. Предкоморните треперења, атриалната фибрилација, е како што кога во повеќе наврати имаме споменувано срцева слабост, нели? Епидемија. И таа е веќе епидемија. Значи, таа не само што е епидемија во која што може да доведе до смрт, него туку многу често доведува до морбидитет, до онеспособување за работа. Замислете, 5 годишно животно преживување кај предкоморна аритмија, доколку не се третира, е на 10-то место побеѓу 25 болести кои што се причинители главни за смрт. Значи, голема причина за смрт може да биде од многу карциноми. И е многу честа истата. Во Европа во моментот околу 240.000 луѓе активно боледуваат, во Америка околу 200.000 и така натаму, може би и повеќе. И таа може да доведе до 2 до 3 многу тешки и сериозни моменти. Може да доведе до мозочен удар, може да доведе на малку подолга стаза до срцево слабење, срцева слабост и до попуштање на залистокот, затоа што ќе ја прошири на некој начин комората и така натаму. Истата се третира прво со лекови, потоа со интервентна процедура во смисол на транскатетерна техника и аблација и на крајот со хирургија. Со хирургијата успехот е многу голем. Со транскатетерните е 60-70%, со хирургијата е над 90%. Меѓутоа, вие да отворите срце заради третман на аритмија, каде што ќе мора цело срце да се отвори, и сите оние линии да се прекинат, нели, линии, кондукциони линии да се прекинат, е голема процедура. Затоа, доскоро беше индицирана само ако правиме и друга хирургија, најчесто валвуларна, евентуално коронарна, тогаш половично решаваме, валвуларна, тогаш комплетно решаваме зошто ни е отворено срцето, најчесто ке митралната валвула, а сега се повеќе, ако не е веќе во последните гајдланси ставило дека ако не може да се реши поинаку со конзервативна терапија, со интервентна кардиолошка процедура, а имаме аритмии кои што на вистина се животозагрозувачки, нели, треба да се оди на хирургија. Значи се отвара тогаш срцето и што се прави? Се прекинуваат оние кондукциони линии, затоа што точно знаеме кои се тие непотребни кондукциони линии кои што ќе направат. Значи имаме негде тригер, меѓутоа имаме и негде спроводник, нели, кој што треба да го прекинеме за да не се затвори кругот и повторно го тригерира истото, тоест аритмијата, и тие линии многу се веќе добро познати и тие треба да се изгорат со струја или со ладно, со криоаблација. И точно ги знаеме кои се тие линии, и таа процедура растеше, се развиваше и денес се нарекува Cox-Maze 4 процедура, каде што секоја кондукциона линија ќе се прекине. Не е 100% на успешноста, меѓутоа 95-7% е. На вистина добар процент. Извонреден. А што е со аневризмите, односно ние проширување на крвните садови што се јавуваат? И тие се така една многу сериозна патологија, и тука можете напреднавме, и ќе ви кажам каде. Аневризмите се проширувања на крвниот сад, нели, кои што може да бидат од различна причина. Од генетска, од инфективна, од дегенеративна со староста и најчесто заради висок притисок неконтролиран. И тоа е проширување на крвниот сад кој што во даден момент ќе пукне. И ние знаеме дека треба да го третираме кога ако е толку и толку широк по димензии кои што се регистрираат ехокардиографски и потоа на компјутер, нели. Тоа е работа која што во дадени димензии мора да се оперира и тоа е предмет на ИТ хируршки третмент, доколку е во таа и таа димензија, затоа што очекуваме за толку и толку време ќе руптурира. Сега има такви на почетокот на аортата над срцето, но има такви на лакот на аортата и на горниот дел на аортата која што оди надолу и ќе ги исхрани сите органи надолу абдоминални. Сега
оние на лакот на аортата може да бидат можне комплицирани, нели? Но има една нова процедура која што се вика Frozen Elephant Trunk процедура, која што ние ја воведовме пред неколку години и со која што изморедно одиме и која што во моментов рутински во регионот се работи кај нас и на една клиника во Загреб, што во неколку наврати го бев кажал, каде што се менува целиот лак на аортата и каде што се имплантира под око стенд надолу низ градниот кош. И замислете, имате надолу низ градниот кош обезбедување на аневризма до диафрагмата, од истиот сен се извлекува една протеза, нели, да се реши овој дел и се крвните садови за мозок кои што привремено се откачени се реимплантираат. И во тој момент имаме пациент кого што го ладиме надолу до 28 степени доколку брзо работиме, нели, за да бидат заштитени органите. Срцето го ладиме и кардиоплегираме онака како што стално правиме, а мозокот го перфундираме низ онаа машина која што ни овозможува перфузија на организмот. Срце били дробовиште. Така, директно мозокот на нормалната го перфундираме. Со помал притисок и на мозокот му администрираме се што треба. Мозокот живее со она што му треба, тоа го регистрираме дали живее или има проблем, нели, во тој период. Надолу организмот е ладен, меѓутоа кратко, треба да се заврши таа анастомоза, тоа врзување за 35-40 минути, 30 до 40 оптимално, за да потоа го загрееви и немаме проблем, нели, со останатите органи. Мощна комплексна процедура, меѓутоа, како што ви реков, се учи и таа е репродуцибилна. Таа е мощна и репродуцибилна, нели, и веќе ја усвоивме и ја работиме на клиниката. А ги споменавте крвните садови што одат кон мозокот, тоа се тие каротиди. И тие често страдаат. Тие многу често страдаат. Запушуваат поради атеросклероза. Тие многу често страдаат и ние на клиниката имаме и васкуларен оддел, така да што честопати се надополнуваме, особено апропо каротидните артерии, тогаш кога имаме болест на главното стебло на коронарните крвни садови, во 50% имаме и заболени каротиди и тогаш треба да решиме како ќе ги решаваме, нели, најчесто прво срцето, потоа каротидите, доколку имаме стабилна срцева болест, прво каротидите, потоа срцето. Некогаш, кога се подеднакво важни, паралелно, многу ретко и не сакаме, нели? И сега нив им се прави така наречена ендартеректомија, се чистат одвнатре, нели? Се ставаат и стентови, меѓутоа неколку студии покажа сепак предност на ендартеректомијата на хирургијата визави конкретно таму, нели, имплантацијата на стентот. А постојат ли некакви третмани со кои што може да се создадат нови крвни садови на срцето? Можеме прочитаме за некакви лазерски интервенции Предпоставив дека мислите на кардиохирургијата. на третман со лазер постојат, меѓутоа не завземаа свое место во кардиологијата, кардиолошки се третираат, не хируршки, во кардиологијата. Значи тоа не е дел од хирургијата? Не е дел од хирургијата, од кардиологијата е, меѓутоа не се докажаа доволно користи, така да не влегува во некоја рутина. А кои се најновите достигнувања во областа на кардиохирургијата? Еве сега можеме да видиме за некакви роботски операции, да слушнеме. Роботските операции 10 години наназад се практицираат, нели? И за нив би сакал да кажам дека во еден период беа потоа долг период малку замре сето тоа. Сега гледам, присуствувавме на последниот Европски конгрес за кардиоторакална хирургија во Лисабон, каде што повторно многу се форсираат. Прашање е колку ќе го завземат вистинското место. Тие се користат заради помала траума, поголема прецизност, но се екстремно долги интервенциите и се тешко репродуцибилни. Што значи дека за сега се уште не го завзема она место што мислевме дека ќе се завземе и не верувам дека во блиска иднина ќе го завземат. А вештачката интелигенција може да биде од помош во кардиохирургијата? Вештачката интелигенција може да биде од помош секаде. Најпрвин ќе биде од помош во неврологијата. Потоа полека и во останатите. Секаде ќе може да биде од помош, ќе видиме како ќе оди, но најпрвин ќе биде во помош во неврологијата, особено со оние, нели, струи, нели, невролошки и така натаму. Професоре, трансплантацијата на срце исто тука спаѓа во едно од најсложените кардиохируршки интервенции. Во кој момент слабоста на срцето
мора да се третира со трансплантација? Сега Кој ќе е ви кандидат? кажам вака, да. Бидејќи слабоста на срцето споменавте дека е на исклучително честа болест. Да, и трансплантацијата, и нетрансплантацијата, срцевата слабост е веќе епидемија, и срцевата слабост се третира најпрви со лекови, потоа со одредени пейсмейкери, за да на крајот мора да се интервенира, нели, хируршки. Дали со имплантација на механичко срце, дали со трансплантација, да, трансплантацијата е извонреден избор, но нема доволно срца, нели? И тука има некои новини. И ние точно знаеме кога на човек треба да му се трансплантира срце. Точно знаеме кога е пумпната снага онаква каква што не може да се смени. Точно знаеме каква е ситуацијата во срцето на ниво на притисок на бели дробови со останатите органи. Има, нема мултиорганска слабост. До каде е со останатите органи? Какви се останатите ситуации, коморбидитети околу пациентот, за да ние индицираме да се тоа срце трансплантира, и пластично се знае моментот кога треба да се трансплантира. Се помалку се причините заради кои што не би се трансплантирало, контраиндикации се помалку има, а сепак затоа се повеќе и поголеми факторите на ризик, затоа што ние со фактори на ризик одиме на трансплантација, треба да ги третираме, разбирате? Тоа е сепак, нели, напредок. Не би рекол дека трансплантацијата во повеќе наврати сум го кажал, тоа е најкомплексната операција на срцето, не, меѓутоа е најкомплексна во смисол дека е мултидисциплинарна. Треба широк тим, треба координација на тимот и треба, нели, секој чекор добро да се познава и треба потоа пациентот на долга стаза многу добро да се прати, нели, заради евентуална можност од отфрлање на графтот. Кој зафат сметате дека е еден од најкомплексните? Може би еден од најкомплексните е токму овој замена на целиот лак на аорта, може би хирургијата на аритмија заедно со некоја од другите валвули или некои потешки реконструкции на залистоци на коренот на аортата. Ќе продолжиме со она што е дилема и е поврзано со операцијата на срцето. Следното на нашата листа е: операцијата на срце може да предизвика срцев или мозочен удар. Па сега знаеме дека сите хируршки и кардиохируршки зафати се поврзани со одреден постоперативен ризик. Но дали навистина во овој случај е толку голем ризикот од срцев или пак мозочен удар по операцијата? Не е толку голем ризикот, иако може да биде предизвикан. Може ако имаме мозочен удар и каротидна болест, рековме, но таа не е единствената причина за мозочен удар после срцева операција. Можеме да имаме интраоперативен миокарден инфаркт, доколку не сме направиле добра и суштинска протекција на тоа срце. Да, може да има, но се многу ретки. Операцијата на срце е многу болно. По будењето на пациентот од анестезија, дали навистина се чувствуваат силни болки? Видите, не се чувствуваат затоа што е обезболен пациентот, затоа што основно ние максимално да го обезболиме и веднаш да го дигнеме на нозе што ќе се екстубира пациентот. Ако екстубирам пациентот до вечерта или утрената наутро, ние утрената мораме да вежбаме со него во кревет, веќе вториот ден, а во многу институции првиот ден, да се дигне на нога и со својата инфузија да се, нели, шета. Зошто се мисли дека е болна? Затоа што се отвара градната коска. Отварањето на градниот кош, дали градната коска, дали помеѓу ребрата, во принцип е најболно. Меѓутоа ние тоа го обезболуваме и основна цел да би ние да го обезболиме за да може да се измобилизира, бидејќи раната мобилизација е уште 50% лек за интервенцијата која што сме направиле. Колку време обично трае употребувањето после операцијата? Ако оди се добро и стрето, стану 5 до 7 дена во болница, потоа уште месец дена, нели, да се причува, да се пази од зависи како спие, да не се врти, да лежи на грб, дозирано да се движи, потоа ги праќаме после месец дена на рехабилитација во центарот за рехабилитација во Охрид, кој што е стварно извонреден, морам да ги пофалам, и потоа може после 3 месеци сосема нормална активност да извршува пациентот. Сега некаде имаме пациенти со оптеретени со огромни коморбидитети, нашите се такви, не само нашите. Воопшто светската кардиохируршка патологија веќе ќе биде оптеретена со многу коморбидитети и ќе бидат најтешки пациенти, токму затоа што веќе сите модалитети терапевски се исцрпени и па доаѓа најтежок пациент, ме разбирате. И
во суштина тоа нели би можело да биде проблем, но секако пациентите се во главно доколку не залежале заради некои од другите причини, нели, доколку претходно не бил толку тежок пациентот, граничен, а сепак треба да се оперира, нели, тогаш оние што се по-стрейт, да наречам, со посочувано срце, и останати органи, и на нога, популарно кажа пациенти, многу брзо се рехабилитираат. Од овој момент ќе ги поканиме професори и гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта со нивни прашања. Почитувани телефонскиот број ќе биде испишан на екранот. Слободно можете да се вклучите во програма и да поставите прашање поврзано со сето ова што досега го говоревме. Следната дилема, професоре, вие делумно ја разрешивте, вели постои целосно ограничување во физичките активности кај пациентите по кардиохирушката операција. Дали ова значи дека по известно време од операцијата може да си се вратат на животната рутина? Значи, никако не постои целосно ограничување на физичките активности кај пациентите по кардиохирушката операција. Апсолутно треба и мора да се вратат во својата рутина. Но дали ќе може да креват некаков потежок товар, бидејќи сепак градната коска е отворена? Во прво време апсолутно мора да се штедат од дигање на потежок товар заради отворена градна коска. Понатаму, нели, може да се вратат на нормална активност. Сега, некои не се одлучуваат за веројатно не тешка физичка активност, нели, не би сугерирале, нели, би сугерирале полесна физичка активност, меѓутоа 90% од пациентите се враќаат во нормален живот и во својата нормална активност која што имале предоперативно, разбирате? Може да спортуваат? Може, многу од нив спортуваат, апсолутно, да. Многу од нив спортуваат. Има ли нешто што не смеат? Може би да не екстензивен спорт. Па главно нема нешто што не смеат. Не екстензивен спорт. Спорт, да, пешачење, особено нарамно, многу километри, е најубаво, нели? Некои помлади спортуваат. Екстензивен спорт се разбира не. Добивам знак дека имаме гледачи, да ги вклучиме во програми, да им дадеме предност. Добар ден за првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Повелете. Добар ден. Поздрав до професорот, иначе јас сум негова пациентка. Оперирана сум пред 2 години во април ќе направам. Така. Мислам, сега не ме колку ме знае професорот. Би сакала да ми каже како можам да се најдеме, мислам да се најдеме, да како можам да дојдам до негова клиника да отидам на преглед. За преглед. Да, ме така, интересира. предпоставам дека сте сега добра со здравието, дека се е во ред. Така, одлично. И на вас и на професорот. Ви благодарам многу за вклучувањето во програма. Професоре, како претпоставав дека ќе има вакви прашања? Да, ви благодарам за нели јавувањето. Многу ми е драго што е пациентката добра и многу лесно секој четврток во 9 часот во амбулантата за кардиохирургија при нашата клиника. Нели јас ординирам од 9 до 12 часот од прилика. Може секој четврток да дојде. Сега малку има проблем, разбирам, со термините, мој термин и така натаму, нели, затоа ние пациентите кои што се на некој начин имаат потреба поургентно да дојдат, нели, доколку и не може со некој ургентен упат, ги примаме кај нас, креираме упат, нели, врз база на нивните здравствени книжки, лични карти, нели, може и тоа да се направи, но главно преку нели, мој термин и не би требало никаков проблем да е било кој четврток во 9 часот са бајле да дојде и да се видиме, да поразговараме и да видиме што понатаму. Ќе вклучиме уште еден гледач. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Ве слушаме, повелете. Како можеме ние да дојдеме во градска ли амбуланта или во приватна клиника работи докторот? Аха, така, професорот работи во Универзитетската клиника за кардиологија. Да, на клиниката за кардиохирургија државна. Кардиохирургија, се извинувам. Да, и можете да дојдете државно, значи во амбуланта, секој четврток во 9 часот, и како што реков, не е проблем. Ако мора поургентно да се дојде, нели, ако до толку нема термини на мој термин, нели, може да се дојде и така да се поразговара, ќе искреираме термин или да се само поразговара, па да почекаме термин за да може и други испитувања да направиме, затоа ни требаат, нели, тие термини за да може потоа да искреираме упат ако треба да испитаме уште нешто, нели. Само за консултација може да дојдат во секое време во амбулантата во четврток. Имаме доста гледачи кои што очекуваат вклучување и веќе им дадеме можност да постават прашање. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам од Струмица. Така? Пред 8 месеци сум оперисана на срце. Имам валвула механичка. Така?
Дали нешто поврзано со храната, што ми паѓа инара и ми се качува инара. Професор, да имате некое подпрашање? Pa da, može da je povezano sa hraната, tamo mora da go kontrolira na Institut za transfuziologija, može da je povezano sa nekoja hrana, особено со zeleni salati i така натаму. Treba da se točno provjeri, nekoja hrana može da влијае врз нивото, нели, на тоа АНР, што го нарекува пациентката. Значи, да, точно е тоа и може соматичниот лекар да се консултира за тоа, особено зелена салата и уште некои други такви природни продукти. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Еве уште една можност за гледачот. Добар ден. Се исклучил. Добро, ние продолжуваме понатаму. По операцијата, колку често е потребно да се прават контролни прегледи? После операцијата правиме најпрв контролен преглед на 2 недели, на месец дена, на 3 месеци, на 6 и потоа може на година, 2 и така натаму. Се случува ли да има повторно потреба да се изведе некаква хирургија на срцето? Точно се случува, но многу ретко. Понекогаш се случува, но многу ретко. Ризикот од повторна интервенција, дали е зголемен? После операцијата не е зголемен ризикот од повторна интервенција. Доколку има потреба од повторна интервенција, дали ќе биде сега зголемен риду ризикот од операција се разбира, операцијата? да, нешто е поголем, но не многу. Скоро исто е. Помачно е за хирургот, за целиот тим, нели? Меѓутоа, ризикот не е многу поголем. Сосем малку е поголем. А како Од изгледа? риду операција, втора операција, нели? Колкав тим е вклучен во операциите на срцето? Да. Колкав тим е присутен во операционата сала? Па секогаш е присутен релативно голем тим, има хирург, има прв, втор асистент, има анестезиолог, има асистент на анестезиологот, има сестра инструментарка, нели? Има останата сестра која што кружи околу неа да ја подаде она што треба да е стерилно, нели? Има перфузионисти, тоа се техничари кои што се едуцирани да ја водат машината за вонтелесен крвоток. Тие се исклучително исто така важни, нели, кои што точно соработуваат со хирургот и со анестезиологот и точно знаат како да жонглираат во наводници, нели, со циркулацијата и со администрацијата на потребната кардиоплегија и така натаму. Значи, има тука многу детали, така да тоа е мощна тимска работа, не генерално во припрема на пациентот, ни ги припремаат помладите колеги, во непосредното постоперативно водење на пациентот, каде што се вклучени и анестезиолози, и интензивисти, ние имаме кардиолози, интензивисти, и самиот хирург, нели? Тоа е комплексна работа и мощна тимска работа и секој секогаш има, нели, свој удел во целиот процес и секоја алка е исклучително битна. Професоре, важна. обично колку долго треба да трае операцијата на срце? Има ли некоја горна граница? Видите, операцијата на Бидејќи срце... споменавте колку е обично, комплексна. Да, трае 3-4 часа отприлика операцијата. Оној дел што ни е најважен нас е колку време е стопирано срцето. Нели? Колку време е на екстракорпорална циркулација на вонтелесен крвоток, затоа што тој носи исто своји негативности кои што се изморедно ретки, нели? Може и хазардни да бидат, но изморедно ретки, помали од 1 промил се, до толку е усовршена денес технологијата. Но сепак, пократко време на машина, пократко време срце кое стои, е подобро, нели? А што велат резултатите од студиите? Дали лекувањето со хирургија на срце дава подобри или полоши резултати од нехируршкото лекување и лекувањето со... Сега, тука ќе ви кажам неколку работи. Тука особено... има различни толкувања. Тоа особено се дискутира за коронарната хирургија. Знаете, имаме еден дел за валвуларната хирургија, каде што во последно време се става и транскатетерно аортна валвула, нели, и така натаму. Се почина со пациенти над постари, со коморбидитети, се оди се подолу со пациенти поздрави заради помала интервенција, но се си има свое место, нели? Па затоа ги имаме и минимално инвазивните хируршки процедури кои што се пандан на тоа така наречена транскатетерна техника и така натаму, некаде мора хирургија. И тука веќе ние стриктно знаеме кога и што и како, нели? И многу едната со другата субспецијалност не си одзема во пациентите, нели? Меѓутоа, коронарната хирургија секогаш е едно големо прашање, иако во суштина не е прашање, затоа што има студии големи кои што покажуваат, нели, кога, каде, што треба, но знаете, една од претходните председателки на Сдруженијето Европско или Светско кардиоторакално вели и стварно е така,
секогаш има конфликт на интереси таму каде што имаме квалитетни скапи лекови и девајси. Ме разбирате? Така. И сега тоа е проблемот. Меѓутоа токму затоа треба да се направи една рамнотежа. И има многу студии. Пазите, evidence-based медицината, медицината базирана на докази, потекна од студиите кои што се правеа од 70-тите години па наваму за коронарните болести и тоа од почетокот. Дали подобро е да се лекува или да се оперира, потоа дали е подобро да се лекува или да се не стави стент, се уште беше дилатација, PTC и се вика. Проширување. Потоа лекување стент, потоа стент операција, лекување и така натаму, нели? Меѓутоа постојат 2-3 последни студии, од најпоследната ќе тргнам од Freedom од пред 10 години, па Syntax студијата, па FAME-3 студијата, кои што јасно укажуваат, нели, на голем број на испитаници што и кога треба. И јасно е дека кај болест left main и болест на главното стебро треба хирургија. Кај слабо срце, што послабо, треба хирургија. Кај диабетичар треба хирургија, кај повеќе садовна срцева болест треба хирургија. Се останато одиме со стент. Едносадовна, двосадовна и така натаму, разбирате. Што значи дека студии има кои што на вистина покажува што и кога треба и не треба да си ја земаме работата еден од друг, туку напротив треба да се работи заедно и да представуваме симбиоза. Зошто? Затоа што уште еден голем хирург кој што беше, како се вели, татко на европската кардиохирургија, Аке Сенинг, шеф од Цирих од 61 до 85 година, велеше од 60 години велел, нели, мултидисциплинарен пристап. Да, само мултидисциплинарен пристап, особено во срцевите заболувања, само hard team во срцевите заболувања. Новиот профил на срцевиот хирург ќе биде тој што ќе знае транскатетерна хирургија, техника, како кардиолог, ќе знае хибридна хирургија, нели, ќе знае конвенционална хирургија, нели, ќе знае минимално инвазивна хирургија, нели. Меѓутоа, ќе имаме мултидисциплинарен тим. Секој кардиолог, анестезиолог, хирург ќе има своја улога во мултидисциплинарниот тим и постепено треба да се формираат така наречени disease-oriented groups, така. Коронарна група. Имате кардиолози, имате кардиохирурзи. Значи тесна специализација кон одредена болест така, на кон срцето. одредена као субспецијалност, нели, на двете специализации, да ги наречем кардиохирургија и кардиологија, така што практично нема места за разделба, има места само за симбиоза, има работа за сите и хард тимот и мултидисциплинарниот пристап треба да е мајка на лекувањето. Мултидисциплинарност очигледно е клучна во лекувањето на овие болести. Да. Имаме гледачи, имаме навистина многу малку време до крајот на денешната Телма амбуланта, ќе ги замолам што поконкретно да ги постават прашањата. Добар ден за првиот од нив. Повелете. Добар ден. Добар ден. Ве молам едно прашање до доктора. Се работи за мажме. Така. Има правена операција во систина байпас пред 2,5 години. Па сега ме интересира, сака нешто така да потфаќа да работи едно друго, ама јас не му давам уште. А ме интересира и едно прашање, до кога лековите треба да ги прима, Така. дали доживотно, има 6-7 лекарство прима, и дали секои 6 месеци треба да прави контрола, додека е жив. Ви благодарам за овие убави прашања и што се вклучивте во денешната Телма Прашањето е амбуланта. навистина добро. Одлично прашање. Значи, така. лекови, може би не сите, но повеќето треба да се пијат доживотно. Така ќе подпомогнеме операцијата да остане добра. Дали се работи за аспирин, дали поретко за појак лек, каде што имаме повеќе садовна болест, диабетичари и така натаму, нели клопитогрел. Меѓутоа, аспиринот главно. Понатаму, оние лекови кои што ги намалуваат масти, го намалуваат нивото на мастите. Понатаму, некои лекови што ги наракуваме бета-блокери, кои што малце го растеретуваат тоа срце, му ја олеснуваат работата, нели, и го сочувуваат на подолги стази. Потоа оние за притисок, да не пумпа под отпор. Значи, луѓето не треба да се плашат од пиење на лекови после операцијата. Тие само подпомагаат и треба да се пијат, можеби не, понатаму лекови за измокрување. Сето тоа е добро да се одржи она што сме го направиле. Така. Разбирате, ние ќе направиме сервис на моторот и сега моторот е добар, меѓутоа улјето треба да се менува или не знам како да споредам, нели, во секој случај. Можеби не сите, но да, тоа е под еден. Што се однесува до активноста,
на господјата и препорачувам само да го мотивира на активност. Аха, значи да го мотивирани да го Апсолутно, спречува. апсолутно. Бидејќи обично се загрижени, нели вела да го Апсолутно. штеди сега срцето, штеди Зависи кога се. оперирам сега, ако е скоро оперирам, секако ме и тоа како времето одминува, сосем нормална активност, нели? И си има пропозиција како што кажав, кога треба да се прегледа, не треба цел живот на 6 месеци да оди, се разбира, нели? Уште еден гледач ке вклучиме, се надевам дека ќе има простори за неговата прашање во денешната емисија. Добар ден. Ало? Во програма сте, само ќе ве замолам што поконкретно да ви биде прашањето, бидејќи имаме неполни 3 минути до крајот на емисијата. Добра. Повелете. Добар ден, поздрав до докторот и водителката. Ви благодарам. Се јавувам, имам едно прашање. Пред 2 години ми е инсталиран пейсмейкер. Така. И за 40 дена се утврди дека пейсмейкерот не е поврзан, електродите две не се поврзани во предкомората на срцето. И направена ми е повторна операција Така. пейсмейкер, истиот пейсмейкер и после втората операција јас не се осеќам добро. А за 40 дена 2 операции. Така, и сега Двата пейс прашањето И- што може да се направи понатаму, така? И пейсмейкерот, да. Дали И до пейсмейкерот, да, не до се што- исклучува, не се исклучува нон-стоп работи. Добро. Одам на контрола секои 6 месеци во Скопје, во 8 септември ме е ставен пейсмейкерот и не се исклучува. Тоа ме интересира дали е нормална таа работа или не е. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професоре, што можете да дадете како Сега совет? благодарам за прашањето, меѓутоа ова е прашање за кардиолог Така. и тоа за електрофизиолог, високо субспециализиран кардиолог, кој што Така, нели јасно. се бави со тоа. Сега се случува понекогаш, нели, ако електродите не се на свое место изморедно ретко, меѓутоа се разбира дека се случува како и во секоја нели струка да треба некогаш да се ревидира таа интервенција, што и не е нешто што е чудно или не е нормално, иако е ретко, нели, меѓутоа сепак ќе си реинтервенира истиот. Тоа дали работи, не работи, не знам на што конкретно мисли. Тоа е ставен за да работи постојано. Сега има одредени кои што се ставаат за да тригерираат, нели, како се вика, Кога ќе има проблем само кога да ќе има проблем, сега интервенира. зависи каков е. Значи, одговорот треба да го даде нејзиниот електрофизиолог и тие се стварно субспециализирани Значи, за ова тоа. не е дел од кардиохирургијата. Ова не е дел од кардиохирургијата, да. Професоре, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. На вистина благодарам прекрасни и вам. појаснувања ни дадовте за една Благодарам. исклучително сложена тема. И мислам дека овие информации се корисни за сите пациенти кои што ги очекува една операција на срце, да им разјасни многу дилеми. Така, ви благодарам и вам. Навистина беа прашањата добри, популарни и гледачите исто така има добри прашања. Поентата е дека не треба да се плашиме од кардиохируршката интервенција, затоа што ако навистина е индицирана, што понавреме се направи, тоа е подобро и ефектот е подобар, ме разбирате. Сега, Значи, никако не потребно да се одложува. Никако не потребно да се одложува, да. Да се направи на време. Професоре, ви благодарам уште еднаш за вашето благодарам гостување во Телма амбуланта. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и ви посакувам пријатен ден.